Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е потпредседателката на СДСМ, господјата Фросина Ременски. Господјо Ременски, поминаа речиси 2 месеци откако СДСМ започна со објавувањето на така наречените бомби, а на терен работите како и да не се променија многу. Како гледате вие на тоа? Во делот на она, ако мислите ништо не се случува или граѓаните не се пројавува одредена реакција кај граѓанството во делот на сознанијата кои што ги слушаат од разговорите што ги објавуваме, јас не би се согласила со констатацијата дека не се случува ништо, бидејќи тоа е можеби резултат на немање на медиумско покривање на настани или пак барање на одговори од граѓаните дали нешто навистина во нивната перцепција за владеењето на власта променило ова се што ние го објавуваме. И јас повеќе би кажала дека граѓаните многу добро се информираат. Дури и тие кои што мислиме дека ги слушаат само провладените медиуми и нема да го цитирам Груевски кога на обраќањето во Борис Трајковски кажа дека нашите граѓани се паметни, свесни и умни граѓани, точно така е, но и не во насока на тоа дека не ги слушаат материјалите од Социјалдемократскиот сојуз, туку најодговорно тврдам дека нашите материјали и интересот за слушање на материјалите што ги објавуваме е многу поголем од она што реално е сознание и став во јавноста. На барањето на СДСМ за оставки од владата одговори негативно. Какви се вашите следни чекори освен објавувањето на така наречените бомби? Ние и реално не очекуваме Груевски да излезе и да даде оставка пред граѓаните, затоа што неговиот морален политички кредибилитет веќе е нарушен и тој е нелегитимен владетел во овој случај. Меѓутоа со пораката дека ние не даваме оставка, тој се обиде директно да влие на институциите на системот, кои што во овој случај треба да покажат висок степен на независност и непристрасност во одлучувањето, во процесите кои што ги најавуваме и ние, но меѓутоа веќе ги отпочна и власта во овој случај, и тоа не на начин кој што се пропишува согласно законските процедури за кривична постапка, туку со една политичка кампања кога премиерот излегува од говорница и најавува судска постапка која ќе биде транспарентна и така натаму, мешајќи се директно во институциите на системот, односно во третата или судската власт. Можеби не е за очекување дека една разврска политичка сооставка на владата би го решила прашањето. Меѓутоа, се повеќе доаѓаат сигналите и загриженоста на меѓународната заедница во случајот со објавените разговори, содржината на објавените разговори, но и многу други елементи кои што се прекршуваат, а се дел од меѓународно правни документи кои што Македонија ги има ратификувано, и сето тоа имплицира еден притисок не само кон власта, туку и кон опозицијата во делот на охрабрување да ги изнесеме сите аргументи кои што ги имаме, а се однесуваат на злоупотреба и криминал на носителите на јавни функции, во овој случај на власта. Каква помош ви понуди меѓународната заедница за разрешување на политичката криза? Ние како раководство редовно остваруваме комуникации со представници на дипломатските представништва на странските држави во Република Македонија, и тие реално се запознаени и со содржината на комуникациите во кои што и тие се наоѓаат, и тие веќе упатуваат еден сериозен сигнал за прекршување на Виенската конвенција, која што Република Македонија ја има ратификувано и се има обврзано за нејзина имплементација. Самото тоа по себе е дипломатски и меѓународен скандал, кој што во основа ќе имплицира одговорност кон власта и кон во овој случај овластените следечи на комуникацијата, не кон некакви си фамозни странски служби, туку реално кон носителите на институциите задолжени и надлежни за следењето на комуникациите, кои што во овој случај сериозно ги злоупотребиле. Она дополнително што да кажеме треба да биде разбрано од страна на власта е пораката од меѓународната заедница дека целиот овој процес треба да се води во два колосека. Едно е
водењето на политичкиот диалог кој што беше нотиран како застој 2 години претходно, и едно е правната разрешница на состојбата за која што упатуваат на независни и непристрасни постапки од страна на судската власт, која што е трета власт во Република Македонија. Со последната изјава на представникот на Обединетите нации за Република Македонија, ние како република веќе и официјално сме сместени во она категорија и дефиниција на слаби држави во која што се истакнува немањето на институции, високата стапка на корупција и криминал во владеачките структури, немање нефункционалноста на правната држава и владењето на правото и немањето на независност на институциите. Дали и на кој начин може да биде санкциониран криминалот за кој што се слуша во разговорите кои што ги објавивте, се разбира доколку се докаже нивната автентичност? Автентичноста до сега никој не ја спореше. Значи, едно е приказната што ја промовира власта дека тоа се монтирани разговори извадени од контекст кои што не се автентични, меѓутоа кај ниеден од актерите во разговорите кои што беа објавени не најдовме на демант дека не се препознава во разговорот или дека не го водел разговорот, што индиректно и директно ја потврдува автентичноста на разговорот. Значи, шепата што ја има ставено власта на судската власт и на судот кој што во овој случај треба независно и објективно да ги цени доказите, е гарант на власта дека се што власта ќе посака така ќе излезе во судскиот процес, и затоа толку жестоко се алудира на докажување на автентичноста на суд. Ако знаеме претходно како се водеа судските постапки, нормално дека во таква постапка можеби автентичноста и ќе се доведе под прашање. Социјалдемократскиот сојуз после секоја пресконференција врз основа на разговорите поднесува повеќе од 10 кривични пријави против лицата кои што учествувале во разговорот и за кои што постојат индиции дека прекршиле одредени закони, не сториле нешто, а морале да го сторат, или го ја злоупотребиле позицијата од која што интервенираат за одредени случувања. Во таа насока ние ги приложуваме и снимките кои што ги нудиме на судот како доказ врз основа на веќе донесена пресуда од Европскиот суд во Страсбург во кој што има вакви постапки, но доколку еве и во случај не ги земат како докази, тие содржат сериозни индиции за сторен криминал на високи функционери од власта. Доколку сме имале институции кои што можеле и сакале и биле должни да ги санкционираат функционерите при утврдување на минимум претшекорување на нивните овластувања, тоа до сега ќе сме го имале. И еве ви го одговорот на прашањето зошто луѓето вработени во службите на опозицијата и ги доставиле материјалите. Токму затоа што биле свесни за прекршувањето на законот од страна на јавните функционери, а не виделе никаква разрешница или реакција на институциите кои што се задолжени да го следат, процесуираат и аргументираат ова за што денеска ние зборуваме. Што мислите, зошто власта не го апси Заев, бидејќи тој е веќе осомничен за соработка со странски служби и објавува прислушувани разговори, што според обвинението го продолжува кривичното дело? Значи, власта нема докази за пуч против ниту еден осомничен во акцијата пуч, во операцијата или случајот пуч. Значи, доколку постоја докази за сериозни действија на луѓе против државата во овој случај, верувајте дека власта во ниту еден случај немаше да го остави лидерот на опозицијата на слобода. На нив им требаше приказна. Значи, од самиот старт беа дадени насоки на провладините медиуми во која насока да ја водат медиумската пропаганда и манипулација во случајот пуч. А тоа е странски служби, алудирајќи на јужниот сосед, што е исто така сериозен меѓународен преседан, и се она што им одговараше во прилог
за вештачко и манипулативно креирање на јавното мислење, особено кај нивното членство. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас на поканата. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју. До гледање.